Carstvo Božjo me čeka, divko pejat angeli, ljubav Božja se toči. Ljubi sine, ne sopiraj, ljubi, prosti, pobeduvaj. Božja volja prihvati, ke ti služat angeli i ke pojdam v nebesa, duša moja Hristova, tamu odam drugore. Hriste Bože, kaj tebe, tamu odam drugore. Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo-to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nevoto, така и на земјата, така и во моето срце. Левот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е, Негово е царството и силата и славата. Царството, силата и славата во сите векови. Амин. И сега ние сношти имавме средба со нашата молитвена група сотрудници. Еден сотрудник ми постави едно интересно прашање за тоа дали луѓето треба постојано да повторуваат грешен сум. Тоа го нервира, го соблазнува. И тој ми пушта еден проповедник од протестантска деноминација кај вели дека не сме грешни, праведни сме. Значи доаѓа некој човек, кај него му вика: брате, помогни ми, грешен сум. И тој му вели: не си грешен, не си грешен. Праведен си, оправдан си со Исус. Преку вера во Исус сме оправдани. Знаете, оправдан си во Исус му вели. Ти си праведник кој греши. Видите, интересно, праведник кој греши, кој ќе влезете во некоја деноминација, тешко се излегува после. Не можеш да го најдеш, фатиш крајот. Значи, Римјаните 3:22, и тогаш ние доаѓаме до тој момент. Римјаните 3:22. Слава ти, Господи Исусе Христе. Што значи тоа практично и кога вие го читате доктринарно? Значи, една доктрина и морате да оправдате се 3:22. Божјата праведност преку верата во Исус Христос е во сите. Но преку верата во Исус Христос. И што значи да си вера во Исус Христос? Да веруваш дека има Исус, колку веруваш? Тоа е битно прашање. Знаете, верувам во Исус и толку. Не е баш така. Божјата праведност преку верата во Исус Христос е во сите и врз сите оние што веруваат. Врз сите оние што веруваат е Божјата праведност. И ние имаме себе праведност. И тие мислат еднаш спасен, за секогаш спасен. Доктринарно. Само Словото велат. Словото без дух е мртво. Само вера. Верата без дела е мртва. Само благодат. Благодатта останува празна, апостол Павле. И сега имаме и друго. Еднаш спасен, за секогаш спасен. И дека не треба ништо да правиш. Дека едни ги направил, значи она доктрина за предодреденост, Господ ги направил зли и тие се зли и не може да се променат. А другите се добри. И видите, ние сега имаме пасивни христијани и мислат дека се праведни. Знаете, го имате онај стих: Исус не дојдов да ги повикам праведните. Имаме песна слезена. Исус вели: не дојдов да ги повикам праведните. Значи праведните не се повикани, туку грешните на покаяние. И сега човекот му доаѓа на пасторот, му века: грешен сум, помогни. И тој му вели: не си грешен, праведен си преку Исуса. Праведник кој греши. Значи не можеш да бидеш и праведник и грешник. И праведник и грешник. Дали апостолите се праведни? Видите? И сега ќе дојдеме до
Ќе дојдеме до оној момент со Исуса. Тогаш сите ученици, Матеј 26:56, го оставија и се разбегаа. Апостолите. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. Дали апостолите се праведни, се разбегаа? Дали се тие праведни? Праведни, како си ти праведник, што бараш на земјава? Која е долина на сенка смртна, тогаш ти си пратен и сигурно имаш служба, сигурно има отчитување, сигурно водиш група, сигурно работиш за Царството Божјо. Инако ако не работиш ништо, ти си себе праведник. Тој е како оној што се молел во црквата. Јас сум праведен, фала ти што сум праведен, фала ти што сум праведен, а тој му викал грешен сум, грешен сум. Грешни со сознанието за грешност, дека си грешен. Нема ни еден праведен. Нема ни еден праведен. Нема кој да го бара Бога. Сознанието дека си грешен е почетна позиција пред Исус, паѓаш на колена, татко мој, баладата за синот, блудниот син, погрешив пред тебе и пред небото. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, почетна позиција дека си грешен, но со Исус почнуваш да чекориш во Божјата праведност, ако му дозволиш на Исус да дојде во твоето срце. Но како ќе се исполнат писмата ако тоа не стане? И сега ме сакам тој дел, вчерашним го читав на групата. Што значи Божјата волја за Исус е тој пример. 3 пати паѓа на колена, земја, татко мој, ако е можно да ме одмине оваа чаша. Значи, Исус знае дека Јуда ќе го предаде. Тој знае се. Апостолите не знаат дека Јуда ќе го предаде. Дали апостолите се праведни, а Јуда е грешен? Јуда се покајува, го предава Исус, тоа ќе дојдеме на друго ниво. Но апостолите се разбегаа. И дури откако го видоа Исуса, поверуваа, воскреснат. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. Дали ние веруваме до крај? Дали ние кога ќе дојде некој да пука со нас, ние клекнуваме и велиме Исус и не се плашиме од смртта? Дали имаме вера? Што значи да поверуваш во Исус и да бидеш праведен? Не ти праведен, Божјата праведност. Божјата праведност. Значи човекот што вика грешен сум, застанал пред Исус, ти треба да му објасниш како да го прими Исус во сопственото срце, како да му ја даде власта на Исус во сопствениот живот, како да му дозволи на Исус да владее, да го запише името Исусово во неговото срце, како да се претопи во Исус, да се откаже од себе си, сето она што излегува од неговото срце и да се облече во свадбена облека и да има масло да ја запали свеќата, светилката и да биде светило на светот преку Духот Свети. Само ако му дозволиш на Исус да управува. Ако му ја дадеш власта на Исус, тој ќе ти даде власт. Ако не му ја дадеш власта на Исус, ти ќе останеш грешник. Можеш да мислиш дека си праведен затоа што си декларативно репетираш молитви, ти ради од молитви. Знаете, имам една сотрудничка, излезе од една заедница и кога дојде првиот пат, по саат време се моли, ти ради научени текстови, цитати, заповеди, му објаснува на Исус што треба и како треба да вели. Ако се молиш, немојте да употребувате многу зборови, како не зна бошците, како не зна бошците. Тие сакаат да се молат со многу зборови да бидат видени. Доволно е да кажеш, татко мој, погрешив пред тебе, погрешив пред тебе и пред небото. Треба да му објасниш зошто погрешил, како погрешил. Не е само твојот живот што немаш љубов, што крадеш, што лажеш, што си лицемерно братолюбие. Проблемот е што јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. И знаеш што е добро и зло, и тогаш си Адам и си изгонет, без разлика дали змијата, жената кои се во тебе. Си изгонет од рајот, Адам стана како еден од нас. И тогаш ти си смртен, бидејќи семокниот Бог ти кажа, немој да јадеш од дрвото на познанието. Само од тоа дрво не јади, ти ќе умрете. И Адам стана како еден од нас. И ти си сега како Адам, знаеш што е добро и зло. Не му дозволуваш на Исус. Значи, Оче, ако може да ме одмине оваа чаша, но некако што сакам јас туку ти, оддалечувајќи се малку, Матеј 26:39, падна на лицето свое. Исус така се моли, не со тиради, не со цитирање, од срце. Имам една сотрудничка од Италија, кој ќе почне да се моли, секогаш плаче.
лице в лице, срце в срце. Па дојде кај учениците и ги затече како спијат, значи пред да го предаде. И им вели, бидете будни. Дали сме ние будни во Исус? Доаѓа состојба. Не мрмориш. Мрмориш, негодуваш, хулиш на Бог, не прифаќаш непослушност. Ја прифаќаш ситуацијата, стоиш во Исус. Исус ти дава сила. И ја вршиш заповедта на љубовта. И тогаш си пријател Божји. Значи, повтор пат оти да се помоли, Оче мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, нека биде волјата Твоја. Дали ние така постапуваме? Доаѓа состојба сега. Нешто не ми се допаѓа. Не реагирам веднаш. Научи да молчиш во присуство на Бог. Чекам Исус да зборува низ мене. Исус не зборуваше од себе си. Исус не ги вршеше делата од себе си. Тој вели, ако може да ме одмине. Фала ти, Отче, што ме послуша, ти благодарам, ти секогаш ме послушуваш. Видете, откако ги остави, се помоли по трет пат, изговарајќи ги истите зборови, а тие спијат. Спијат, што значи да спиеш? Па бидете будни. Видете што се случува. Корона, распад на Македонија, Армакедонската битка, собрани се сите во Армакедонија. Израел избран сад, Македонија избран сад. Двата сада, значи зборуваат за категорија народ, израелци кои има завет со Бог и македонци кои го повикуваат Бог. Сатаната ги ништи. Ги тера да влезат во сатански круг, израелците се тепаат, барем меѓу себе имаат некаква слога. Македонците не се тепаат. Тие не се љубат меѓу себе. Знаете. И наместо да го повикаат Бог, тие си се повикуваат. Нека биде да се свети името Твое, името Негово, не вашето име. Не израелците, не македонците. Исусовото име. Име над секое име. Господар над господарите, цар над царевите, мирот свој ви го давам. Се уште спиете и почивате, 26 Матеј 45, ете наближи часот, Синот човечки се предава во рацете на грешниците. И ти си предаден во рацете на грешниците. Ке те судат, ке те осудуваат, нема да те љубат, ке те лажат, ке те крадат. Дали можеш да возвратиш со љубов? Дали имаш вера колку си напало зрно да и кажеш на планината станете и фрли се во морето? Знаете, кој ќе поверува, спасен си во Исус, така? 22. Божјата праведност преку верата во Исус. Но ако имаш вера, колку си напало зрно, дали можеш да и кажеш на планината да стане и да се фрли во морето? Ете, тоа е дефиниција за вера. Видиш, верувам во Исус декларативно и си тераш по свое. Не се откажуваш од себе си. Си ја тераш својата волја. Не победуваш во љубовта. Слава ти, Господи Исусе Христе. Дали си потпишал и си му е дал собствената на Исуса Христа? Собственост. Не да си припаѓаш на себе си. Да му припаѓаш на Исус Христос, семокниот Бог. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакаме, Исусе. Ти благодариме, Христосе. Ти си цар, Исусе. Додека тој уште говореше, станете да си одиме одовде. Тоа е непознат стих. Кога ќе го земат него, им вели да станат. Они се заседнати, спијат. Станете. Христијанство значи чекорење во Исус, чекорење во љубов, победа во љубов, реагирање во љубов, вртање на другиот образ. Да го љубиш непријателот свој. Дали го љубиш непријателот свој? Дали ги љубиш сите околу себе? Дали си пријател Божји? Значи, Јуда дојде со 12-мината, го предаваш и им беше дал знак, фатете го тој што ќе го целивам. Јуда го целива Исус. Тој е целив на предавството. Апостол Павле вели за свет целив, за исцелување во љубовта Исусова. Сатаната се преоблекува во ангел на светлината. И веднаш му рече, те поздравува мрави и го целива, учителе. Јуда за 30 сребреници. Која е цената со која ние го предаваме Исус? Нашата позиција, нашата положба, политичка партија, материјална полза. Дали се 30 сребреници или е некоја грешна мисла на нељубов во твоето срце, се едно е. Ти не си праведен додека не можеш да ја кажеш на планината стани и фрли се во морето.
Не си праведен. Праведен си само ако Исус живее во твоето срце. Дали познаваш некој што чекори како Исус, што љуби како Исус, што прави чуда, отчитува како Исус, што се жртвува за другите, што е слуга како Исус? Исус им рече, му вели на Јуда, пријателе. Пријателе, зошто си дошол? Пријателе. 3 категории има. Слуга Божи. Слуга значи да го извршуваш тоа што ти вели Господарот. Значи си му е дал власта на Таткото Небесен, му се враќаш во негово владение и почнуваш да љубиш. Извршуваш тоа е. Второ е сотрудник, веќе работиш со своја волја. Со радост работиш, стануваш со наследник Божи. И последната категорија е пријател Божи. Го извршуваш она што ти го заповеда. Го извршуваш како природа. Од срце го извршуваш. Да ги љубиш сите. Пријателе. Дали ние му велиме на Исус, на непријателот пријателе? Го фатија, протегна рака, Петар вади нож и му го сече уото. Врати го ножот во неговото место, Исус, зашто сите што се фаќаат за нож, сите што се фаќаат за нож, дали ние се фаќаме за нож? Тоа е слика. Расправа на работа на едно место, на друго. Дали се фаќаш веднаш за нож или го вртиш и другиот образ? Сите што се фаќаат за нож, од нож ќе погинат. И вика Матеј 26:53 Исус, не мислиш дека можам да го помолам Таткото Небесен да испрати 12 легиони ангели, но како ќе се исполнат писмата ако ова не стане? Значи тој ги знае писмата. Исус знае дека Јуда ќе го предаде. Апостолите не знаат. Така да денеска кога ќе видам некои деноминации садукеи, фарисеи, дека го знаат Словото, го знаат Исус, цитираат. Кој си ти, човеку, да го знаеш семокниот Бог? Почетната позиција е дека ништо не знаеш без Исус, ништо не можеш без Исус. Не го знам Словото без Исус. Тој ми ги дава овие зборови, тој ми ги става словата, тој ме учи, не правам никаква припрема, не можам да го читам Словото со ум, туку влегува во моето срце и тоа живее, затоа што му дозволувам Исус да живее во мене, Исус да ме обликува, Исус да ме води, Исус да ме облече, да ми ја запали светилката со маслото на Духот Свети и да ја кажам на планината, стани и фрли се во морето. Никогаш повеќе не враќај се, во името на Господ Исус Христос, исцелување за сите оние што ќе речат те сакам Исусе, дојди во моето срце, допрете се до местото каде што ве боли, речете Исусе, ако те има, исцели ме, се ти предавам тебе, еве ти го срцево, душава, ти си ме создал, тебе ти припаѓам. Значи Петар вади нож. Дали ние вадиме нож или го вртиме и другиот образ? Дали сме ние праведни? Сигурно дека не сум праведен. Но кога Исус живее во мене, тргнат сум кон осветување, кон усовршување во љубовта. Му давам да управува со мене. Му ја давам власта. Му дозволувам тој да зборува низ мене. Он да ме учи да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам. Ние по благодат сме спасени. Да, но благодатта останува празна. Што работиш ти за Исус? Не работам ништо. Не треба ништо да работам. Почина еден човек, висок црковен достојник, во Страови, професор, толку години. И тој исто вели, не треба ништо да работам. Јас ти велам дека треба да работиш за Царството Божио. Секој ден, секој час, со сиот свој разум, со сета своја душа, да работиш за Исуса, да сведочиш дека Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е преку неговиот син, Исус. И јас се држам за Исуса и викам, Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. И трчам по него, и итам по него, и му дозволувам да управува во моето срце, и му дозволувам да ме облече во љубовта, и му дозволувам да ми стави масло во душата, Дух Свети, да се расплантам во љубовта, да победувам со љубовта. И тогаш велам, планино, стани и фрли се во морето, во името Исусово. Петар вади нож. Се она што ви го прават луѓето, правете им го и вие. Кој вади нож од нож ќе погине. Потоа Исус им рече, сето настана, он го дозволува тоа. Во едно друго евангелие, не во Матеј, тој им вели, јас сум, они паѓаат на земјата. Тој се спушта, значи Исус беше Божји син, стана човек. Тоа е патеката.
Ни покажа како човекот треба да постапува. И сега ни дава сила, ако го избереме него, му дозволиме да не учи од син човечки да станеме син Божи. Затоа сме на земјата. Нема друга причина. Знаете оние стихови, кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Не значи да не ги љубиш, но ако тие грешат, одат во погрешна црква, во сатанска, си го сакаат греот, ти остануваш во Исуса, ги оставаш на Божјата волја, се молиш за нив, не пропаѓаш со нив. Кој љуби татко и мајка повеќе од мене, не е достоен за мене, истото се однесува. Дали Исус ти стои секогаш во срцето? Дали постапуваш како Исус? Дали го бараш Царството Божјо и се ова ќе ви се придаде? Видете, ние повторно ќе дојдеме до тој момент. Суштински, дали е Јуда праведен? Тој беше апостол. Го предаде Исус за 30 сребреници. Ти за колку пари ќе го предадеш Исус? Ќе се откажеш од него, ќе помолчиш, ти е срам да не те осудат, се плашиш. Дали гледате некој што вели: Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ми јавно и не се плаши, и вели: бегај од Македонија, сатано, во името Исусово? Дали гледате некој што вели: Македонија е земја на Исус Христос? Дали гледате некој таму во вашата заедница, во вашиот град, или гледате некој слеп водач, идолопоклоник, лицето на зверот, на кого вие му се поклонувате и му се покорувате? Да, пишува да се поклонувате на властите, но само кога останувате во законот на љубовта. Ако некој сака да ве помести од Исус, го вадите мечот на духот и велите: стани и фрли се во морето во името на Господ Исус Христос, ти планино што стоиш на мојот пат. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Значи, одиме сега повторно до уште еднаш да видиме неколку елементи. Апостолите се разбега. Исус е фатен. Дали се тие праведни? Тие не го разбираа Исус, директно ги учеше Исус, грешеа постојано, а ти си праведен денес во некоја протестантска заедница. О, неразумни протестанти! Што значи да веруваш во Исус е друго прашање. Грешен, праведен. Што значи тоа? Грешен си на почетокот, праведен си на крајот. Ако сум јас праведен, мене веднаш ќе ме собере Таткото Небесен и се враќам во Божјото царство, освен ако не сум пратен овде во мисија, а не знам и служам на Исуса Христа. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто Јован не знаеше дека е пратен. Во еден момент тој знаеше дека треба нешто да изврши. На Исус му вели Јован: ти ли си оној што треба да дојде, или друг да чекаме? Јован не рече: татко мој, ако може да ме одмине оваа чаша, кога му е сечат главата. Но како што сакаш ти, тој рече: ти ли си оној? Исус на едно место вели на крстот: или лава савахтами, татко мој, зошто ме остави, кога веројатно го доболе. Видите, оној момент кој Исус го кажува. Исус им рече 26:38 Матеј: смртно е нажалена мојата душа, останете тука и бидете будни со мене. Навистина, смртно е нажалена и мојата душа. Кога гледам колку луѓето немаат љубов, прочитале товари книги, наполнети со сатански доктрини, ништо не разбираат, немаат љубов, се плашат од смртта, излегува ковид, ги гледате колку се плашат. Стравот ги плаши, стравот кој влегува. Во љубовта страв нема, кој се бои не е совршен во љубовта. Мојот татко е семокниот Бог. Верувам во Исус Христос, мојот Господ и Спасител. Бегај од мене, сатано, во името Исусово. Надвор од Македонија, сатано, во името Исусово. Армагедонести, станете мртви да влезат живите. Македонија е земја Исусова. Крвта Исусова е врз Македонија. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, смртно е нажалена мојата душа. Првото страдание, телесно, аларми во телото, кога ме боли нешто, застанувам и го прашувам: зошто ме боли коленото? И тој ми покажува. Зошто ме боли ова? Второто страдање, кога ќе разбереш дека си грешен, дека си несовршен, дека немаш доволно љубов, ако се споредуваш со Исус Христос, кој велеше: однеси му непријатела, а вечера на непријателот твој.
Ако некој те натера да одиш 1 милја, ти оди 2. Ако некој ти бара нешто назаем, дај му. Знаете, добриот пастир ја дава душата своја за браќата. Душата своја. Дали ја даваш душата своја? Кој ќе ја сочува душата своја? Ќе ја загуби. Си ја чуваш душата за себе си. Кој ќе ја загуби душата своја за браќата? Ќе ја раздаде. Ќе ја сочува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, тој страда, бидејќи тие немаат љубов. Видите, друг елемент на Исус, 26:67 Матеј, го плука в лице и го тепаа, а други го удираа по образите и говореа: проречи ни, Христе, кој те удри. И сепак, и покрај се, и покрај тоа што го распнаа, смртно што е нажалена неговата душа, Исус на крстот вели: прости им, татко, не знаат што прават. Знаете, тие не знаат што прават. Не знаат што прават. Ние ќе видиме, Јуда ги враќа еврениците, сребрениците. Се покаја, но сепак се обеси зашто гревот е голем. Понекогаш гревот станува многу голем. Не можеш да го поднесеш, а не знаеш како. Не знаеш како да му ја дадеш власта на Исус во твоето срце. Како да го населиш Исус во твоето срце. Први мораш да се откажеш од сатаната. Кој е сатаната? Сатаната е внатре во тебе. Тоа е ти што сакаш. Твојата телесна природа. Адамовиот грев, Вавилонскиот грев, Каинавеливиот грев дека ги убиваш секој ден, сатанскиот грев да си искачиш највисоко, да препуштиш се на неговата волја, да прифаќаш се без мрморење, да го бараш Царството Божјо, да ја прифатиш Божјата волја, да им простиш на сите, никога да не осудиш, да се покаеш за секој грев и за гревовите на твоите предци. И потоа да почнеш да чекориш да те обликува Исус во дела на љубовта. Нема праведен ниту еден. Римјаните 10:3-10. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Нема праведен ниту еден. И пазете, пасторот му вели: не си грешен, праведник си. По Исус си праведник. Како знаеш дали е праведник по Исус? Како знаеш дали тој го примил Исус? Ако го примил Исус, тој нема да вели грешен сум и нема да урла грешен сум, туку ќе прави дела на љубовта, ако Исус живее во него. Исус не се прима од далеку, да го гледаш на некоја слика, да го цитираш во некој стих, а да не му дозволиш да управува со твоето срце, да го исчисти твоето срце. Нема ни еден праведен. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. И повторно ќе дојдем. Исус вели: не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Грешниците на покаяние. Слава ти, Исусе. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сега повторно доаѓаме, значи, заради неговата доктрина дека сме праведни по Исус, не сме веќе грешни, еднаш спасен за секогаш спасен, си изрекол со збор, а не си му дозволил на Исус да живее во твоето срце. Ти не си во Исус, не си го примил Исус, така не се живее во Исус. Така не се љуби како Исус. А сега, независно од законот, преку делата на законот, Римјаните, одиме повторно, значи, не можеш да бидеш и праведен и грешник, не можеш да му служиш на Бога и на мамона. Праведник кој греши бил. О, неразумни протестанти. Зашто преку делата на законот пред него никој нема да биде оправдан. Не можеш да бидеш оправдан. Имаме нов момент. Исус да живее во твоето срце. Он да живее во тебе. Бидејќи преку законот се познава гревот, независно од законот се јави Божијата праведност. Не себе праведен. Божијата праведност, посведочена од законот и пророците. Но како се доаѓа до Божијата праведност? Божијата праведност преку верата во Исус Христос е во сите и врз сите оние што веруваат. Е во сите и врз сите што веруваат. Но како се верува во Исус Христос е друго прашање. Не се верува пасивно, доктринарно, пензионерски, да не работиш ништо. Вербата во Исус Христос подразбира живење како Исус. Подразбира власта во твојот живот.
da mu je dadeš njemu. Sopstvenosť da mu je dadeš njemu. Da mu dozvoliš da se naseli vo твоето срце, да избркаш претходно се она што сакаш ти, да ја исполнуваш неговата волја, да не осудиш никого, зашто кога го тепаа, тој рече прости им, татко, не знаат што прават. Да не осудиш никого. Те сакам, Господи Исусе Христе, да им простиш на сите, зашто Исус рече прости им, татко, не знаат што прават. Да се покаеш за секој грев, да се покаеш за гревовите на твоите предци. И потоа, ден за ден, лице в лице, срце в срце, да чекориш и да победуваш со Исусовата љубов. Потоа ќе можеш да разбереш дали си ти праведен или не. Се разбира на колена, ничком пред семокниот Бог. Господе Исусе Христе, ако сакаш, можеш да го исцениш моето колено, моето срце, мојот ум, да ми го исчистиш оджакот зашто сатаната напаѓа. И ова е твоја црква, ова е твој имот, се мое е твое. Јас припаѓам на Исуса Христа и секогаш им велам на луѓето кога ќе дојдеме во спор дека му припаѓам на Исус, јас му припаѓам на семокниот Бог и мојот имот и се што имам и се што создаваме од него и за него создадено. Он е првиот и последниот. Почеток и крај. Уште еднашка. Нема праведен ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Дали сум јас праведен или грешен, не знам. Знам дека сум зависен од Исус, сум се покајал за гревот, секој ден се усовршувам се повеќе и повеќе. Не сум совршен. Имам уште да работам, но брзам кон целта, кон Исус Христос. И му дозволувам Он да суди. Он е судијата. Апостолите не знаеа дека Јуда ќе го предаде. Исус знаеше и му рече, пријателе. Апостолите се разбегаа. Потоа, откако го видоа воскреснат, поверуваа. Како вие блажени се оние што не видоа и поверуваа. Дали вие не го видовте Исуса и поверувавте, или на вистина сте му дозволиле да живее во моето, во твоето, во вашето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мир вам, останувам во Исусовата љубов. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Таму горе в небеса Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби, сине, не собирај, љуби, прости, победувај. Божја волја прифати, ке ти служат ангели и ке појдам в небеса. Душа моја Христова, таму одам другоре. Христе Боже,